образложението со амандманот се предлага со ребалансот да се обезбедат средства во износ од 1 милиарда и 800 милиони денари со цел да се зголемат платите на вработените во јавниот сектор и тоа зголемувањето да биде линеарно по 2800 денари во нето износ по вработен. Јас тука нема да дадам образложение, затоа што не сакам воопшто да ја политизирам оваа тема, туку во текот на денот од утрина до сите пратенички групи, до сите членови на Комисијата за финансирање и буџетот, до председателот на Собранието, вклучувајќи ми и мене како председател на оваа комисија, пристигна едно барање од Сојуз на синдикатите на Македонија, односно ССМ, и јас би ова нивно барање да го прочитам во целост и тука ќе застана. Почитувани, како што знаете, Сојузот на синдикатите на Македонија до сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија достави писмена најава за штрајк, како и предлог амандман кој значи зголемување на платите на сите работници и истиот е во насока на тоа. Основната нето плата на вработените во органите на државната и на локалната власт и други државни органи, основани согласно со Уставот и со закон, и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, армијата, полицијата, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни предпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје да се зголеми за 2806 денари во нето износ согласно зголемувањето на минималната плата објавена во службен весник на Република Македонија број 41 од 24 февруари 2022 година. Ваквиот предлог амандман како ССМ имавме во предвид дека е потребно да биде доставен до Собранието согласно деловникот, за да може да биде прифатен од страна на пратениците и поради тоа очекуваме сите пратеници да го поддржат амандманот на ССМ, кој е чисто работнички и од екзистенционално значење, а согласно процедурите доставен од пратениците од ВМРО ДПМН до Собранието пред се поради тоа што соработката, представниците на работниците и представниците на народот што представува значајна алка за унапредување на работничките права и во иднина треба да биде пракса за надминување на сите предизвици. Без оглед на политичката состојба во државата, работниците не отстапуваат од горе наведените барања, бидејќи истите се екзистенционални и суштински за нив и нивните семејства, а работниците немаат повеќе време да чекаат, нивните барања да бидат повторно и повторно одложувани поради непродуктивни политички пресметки кои се штетни за државата и нејзиниот економски и општествен развој, а вработените во јавниот сектор се доведуваат на работ на сиромаштијата, особено ако имаме во предвид дека поради порастот на цените и растот на инфлацијата изнесува 11,9%, влијаат врз намалувањето на куповната моќ на работниците, а синдикалната минимална кошница која ја пресметува ССМ за мај изнесува 38.791 денар, а од јануари 2022 година 35.811 денари е зголемена за 2.980 денари, односно 8,32% за само една година или од претходната 2021 година, истиот месец мај кога синдикалната минимална кошница изнесува 34.156 денари, истата е зголемена за 4.635 денари, односно 12,78%, па затоа ССМ со право бара зголемување на платите на сите вработени, како во јавниот, така и во приватниот сектор и покрај евидентните противења на одредени субјекти кои се против зголемување на платите на работниците. Како пратеници, ве замолуваме едногласно да го изгласате амандманот и од амандманот предложен од ССМ да не правите политика. Работникот пред се. Еве го барањето, Сојуз на синдикатите на Македонија и подпишан со подпис и печат е неговиот председател, почитуваниот Дарко Димовски. Понатаму сметам дека нема потреба да одземам време. Ви благодарам.